Два случаи на реинфицирани пациенти со COVID-19 веќе се регистрирани во Гевгелискиот центар за јавно здравје. Епидемиологот Олумче вели дека биле асимптоматски, а ги откриле со редовниот скрининг. Имавме, мислам, еден или два случаи на реинфекција, меѓутоа првиот пат, кога беа детектирани, тие беа детектирани со скрининг, апсолутно без никакви симптоми. И тогаш, воопшто, таа инфекција не даваше некој си било каков имунитет или пак траен имунитет, така да можноста за реинфекција секогаш постои. Особено сега, кога веќе имаме измутирани соеви на вирус. Олумчев очекува дека бројот на ново позитивни ќе се зголемува во наредниот период. Станува збор за мутираниот вирус, кој е повирулентен, побрзо се пренесува, но симптоматологијата е иста како кај обичниот COVID-19. Симптоматологијата е иста, нема влошување на симптомите, меѓутоа имаме поголем број на зарази, што оди во прилог дека има веројатност да се работи за тој сој на вирусот, затоа што тој е 3 пати позаразен од поранешниот сој. Лек се уште нема против новиот вирус, но создавањето на вакцината е алтернатива во борбата против вирусот. Ги запрашавме и граѓаните дали ќе се вакцинираат. Од истата засега е на доброволна основа. Не. Зашто? Нема поверение. Нема поверение во вакцината сега моментално. Не. Мом искрено. Не. Не, фала Богарно сега, па не знам за... Да. Неофицијално, случаи на реинфицирање со COVID-19 се регистрирани и во Центарот за јавно здравје во Струмица.